Струга најавува крај на узурпацијата на плажите, по години нерегулирано поставување урбана опрема и работење без јасен правен статус. Се подготвува посебен закон за Охридското крајбрежје. Целта е конечно да се воспостави ред, ќе биде прецизирано на кои локации на колкава површина, каква урбана опрема и објекти ќе може да се поставуваат. Нормално дека тој проблем што е направен со децении не можеме да го решиме ние како општини. Имаме веќе контакти и со Министерството за транспорт и врска, со министерот Николовски и со премиерот, и верувам заедно че најадекватен начин да се ова реши. И морам да ви кажам дека овој проблем нема да се реши од. По истекот на концесиите, концесионерите не ги вратија плажите во првобитна состојба, туку продолжија со работа и покрај најавите за уривање, времените објекти станаа трајни. Концесиите што издадени 2011, значи се дадени за 5 години за да се врати на првобитна состојба целата плажа, што не е логично, кои инвестирале по 200-300 илјади евра. Имале концесија, им се давало да се гради, без да се прецизира колку имат да инвестираат износот. Тие некои инвестираат 300.000, тамо 500.000 евра и тоа е сега тоа што не може да се врати на првобитна состојба. Проблемот со плажите на Охридско-Стужкото крајбрежје се провлекува со години. Новиот закон се очекува да биде финализиран до почетокот на летната сезона. И да не се донесе законот за плажите на Охридското крајбрежје, градоначалникот Ќура вели нема да се дозволи Стужките плажи годинава да работат на диво. Советот на општина Охрид на последната седница донесе одлука за започнување постапка за присоединување на јавното претпријатие Градски пазар кон јавното претпријатие Градски гробишта. Иницијативата е на управниот одбор на Градски пазар. Советниците од опозицијата изразија сомнеш во исправноста на ваквата постапка во поглед на економската оправданост. Дали целта е од две финансиско проблематични претпријатија да се направи едно поголемо со поголем финансиски ризик. Сметам дека овој зафат е премногу ризичен и дека не треба да се брза со оваа одлука, затоа што може да има поголеми последици. Разгледувајќи ги материјалите доставени за оваа точка, можам да заклучам дека Управниот одбор на јавното претпријатие Градски гробишта, без да ја разгледа реалната финансиска состојба на најпрво на самото претпријатие, а подоцна и на финансиската состојба на јавното претпријатие Градски пазар и проблемите кои можат да произлезат од нивното спојување, донел заклучок за усвојување на иницијативата за присоединување, иако тоа може да биде погубно за нив, имајќи предвид финансиската ситуација баш на ЈП Градски пазар, односно Градски пазар не може да се ги сервисира ни основните обврски за плати и режиски трошоци. Факт е дека предлог одлуката мнозински ќе усвоите, но на расправата, на комисиската расправа, на која што елабориравме од аспект на бенефитите и можните импликации, со акцент на импликациите од аспект на создавање на суфицит или вишак на кадар со преклопување на двете систематизации. И имајќи го во предвид вишокот, барам од вас, секретаре, пошто седниците на комисија не се јавно, барам од оваа говорница да гарантирате дека ниту еден вработен нема да представува вишак или колатерална штета на оваа фузија и дека нема да биде доведено прашање екзистенционалното прашање. Врз основа на која студија Управниот одбор на Градски пазар поднесе ваква иницијатива? Која е таа анализа која покажала дека јавното претпријатие Градски гробишта ќе може да го истрпи товарот од нови 40 вработени? Праша советникот од ВМРО НП Ванчо Костовски. Тој додаде дека далеку подобро би било Градски пазар да се припои кон јавното претпријатие Билјанини извори. Бидејќи подобро стоечко, поголем број на години со поголема сума на позитива завршува и во тек ќе биде изградбата, ќе почне се изградба на катната гаража на местото кај што сега пазар го користи. Може требаше да се пресмета да се издржи. Ако пазар обстанеше,
Катнава гаража бидејќи се работи на место кај што тие сега го користат, не е нивна собственост го користат, тоа катната гаража се дај на користење на ова јавно предпријатие и така приходите со овие што ги имаме редовни. И од тие приходи можеби и сигурен сум дека се на добра анализа може ли да обстане тоа јавно предпријатие, а меѓутоа сега веќе кога сте решили, знам мнозинство кога изгласате, не е проблем, требаше се припојат кон ЈП Билјанини извори, бидејќи и катната гаража накрај ЈП Билјанини извори ќе му дадете. Секретарот на општина Охрид Александар Китески посочи дека на седницата не се одлучува за спојување на двете предпријатија, туку за отпочнување на постапка во која понатаму ќе следуваат анализи за оправданоста на ваквата одлука. Сепак ова е почеток, започнување не на постапка, а се она што ќе следи во иднина, сите оние акти, документи кои што ќе бидат донесени од страна на службите во јавните предпријатија или доколку тие одлучат таквите анализи да и прави некоја надворешна консултантска куќа или така натаму, тоа оставаме на нив, од зависност од капацитетите со кои што располагаат во делот на човечките ресурси кои ги имаат во јавните предпријатија. Значи, ние од некаде мора да почнеме. Китески потенцираше дека треба да се почекаат анализите и повторно да се донесе одлука на Совет која ќе биде поволна за јавните предпријатија, вработените и за граѓаните во поглед на услугите кои новото јавно предпријатие ќе ги дава. Но уште сега се знае дека новото предпријатие кој ќе настане со припојување ќе ја добие настопанисување катната гаража. Катната гаража конечно, значи имаме одлука за избор на изведувач. Вчера мислам дека објавено беше во системот на зајавни набавки. Се надевам дека договор, што по нејзината правосилност, потпишуваме договор и се надевам дека од текот на месец март ќе почне изградбата. Катната гаража не значи дека по автоматизам ќе ја добие јавното предпријатие Билјани извори. Напротив, ќе ја добие новото јавно предпријатие кое што ќе заврши со присоединување на овие две јавни предпријатија. И тоа ќе има дополнителен приход за новото јавно предпријатие. На последната седница на Совет беше донесена и одлука за започнување постапка за конечна ликвидација на јавното предпријатие Погребни услуги Охрид. Од сите малигни заболувања кај машката популација, карциномот на простатата е застапен со 14,2%, што значи скоро 1,5 милион новодијагностицирани случаи годишно во светот. Во Охрид се бележи пораст на пациенти со оваа дијагноза, што според докторите се должи на поголемиот опфат на популацијата со скрининг. Во нашата болница секојдневно се соочуваме со оваа проблематика и генерално имаме некој пораст на пациенти со оваа дијагноза. Тоа е така благодарение на современите методи на пристап на дијагноза, како што е биопсијата на простатата, скринингот кој што порано се изведува многу помалку да кажам, а сега веќе имаме пораст на тој скрининг каде што да кажам на некој начин свесноста кај популацијата за овој скрининг расте и тоа е позитивно. За жал, ракот на простатата во својата рана фаза, кога можноста да се излечи е многу висока, ретко покажува некакви изразити симптоми. Симптомите се јавуваат кога ракот е веќе проширен и надвор од простатата. Затоа се важни превентивните прегледи. Доколку едно заболување би се фатила во самиот ран стадиум, односно каде што веќе локализиран тој процес, тогаш и после спроведениот третман, дали тоа ќе биде оперативен или онколошки, и најчесто доколку е локален, доколку задоволува критериумите за оперативен третман или локален третман, тогаш преживувањето драстично се подобрува. А доколку не се јавуваат пациентите на годишни уролошки прегледи, тогаш тоа заболување би придонело да напредува во своите стадиуми, како што тоа ќе напредува и ќе се систематизира, така и можноста за преживување кај еден пациент е премногу мала. Редовното следење на вредностите на ПСА тестот и во комбинација со дигиторектален преглед на простатата е најдобриот достапен начин за утврдување на индивидуалниот ризик на пациентот. Меѓутоа и понатаму има мал дел од популацијата која не го спроведува скринингот.
Мој апел е секој еден маж над 45-та година доколку има фамилиарна генеза-нова заболување или над 50-та година доколку нема фамилиарна генеза-нова заболување, еднаш годишно да се јави на редовен уролошки преглед, каде што со современ индивидуален пристап секој лекар би го насочил што понатаму во однос на дијагностиката, третманот и така натаму. Денеска во просториите на Црвен крст Охрид, доктор Јованчо Митрески од Оделението за урологија при Општа болница Охрид одржа предавање под мото Превенцијата спасува животи, а во рамки на одбележувањето на неделата на борба против ракот од 1 до 8 март. Јавното предпријатие Водовод Охрид ги известува жителите од селата Долно и Горно Лакочери дека се забранува водата за пиење. Забраната ќе биде во сила се додека од страна на јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Охрид не се добијат резултати од повторената анализа на водата за пиење од овие мерни места, информираат од предпријатието. Нето минималната плата од март ќе изнесува 26.046 денари, соопшти денеска министерот за економија Бесар Дурмиши. Бруто платата за 2026 година е 38.507 денари. Дурмиши кажа дека со ова платата се зголемува за 2.470 денари бруто, односно за 1.667 денари нето износ. Усогласувањето на минималната плата се врши секоја година во март врз основа на утврдената формула. 50% од порастот на просечната нето плата исплатена од минатата година и 50% од порастот на индексот на трошоците на живот, според официјалните податоци од Државниот завод за статистика. Од полноќ бензините поскапуваат за 1 денар по литар, додека цената на дизелот останува непроменета, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Согласно одлуката, малопродажната цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 74,5 денари за литар, додека Евросупер БС 98 ќе се продава по 76,5 денари за литар. Евродизел БС останува со иста цена и ќе чини 71 денар за литар. Непроменета останува и цената на маслото за горење екстра лесно, кое ќе се продава по 70 денари за литар. Кај мазотот е евидентирано зголемување од 1,22 денари по килограм, со што новата цена на мазотот ќе изнесува 35,542 денари за килограм. Во Охрид денеска имавме претежно облачно и тивко време. Максималната дневна температура се искачи до 12 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Утринската температура од 4 степени, додека максималната во благ пораст до 14 степени. Температурите во Македонија утре во интервало од 1 до максимални 20 степени. Во следните денови ќе преовладува сончево и релативно топло време со мала до умерена облачност. Во утринските часови по одделни котлини ќе има услови за појава на слаба магла. Во четврток се очекуваат повремени локални врнежи од дожд, особено во попладневните часови и во текот на ноќта.